Почитувани сограѓани, во текот на вчерашниот ден бевме сведоци на серија циркузантски пресови од страна на ДПМН. Денес реагираме на пресконференцијата на Роза Јаневска, директор на Центарот за социјални работи во Неготино. Директорки, како тоа опозицијата има моќ да ви се заканува на вас, функционерите од власта? За каква закана го сметате доставувањето на извадок од кривичниот закон во кој се наведени санкциите за прекршување на изборниот закон? Се плашите ли вие, директорки на институциите во Неготино, дека за кратко време ќе мора да одговарате за делата кои ги правите? Воопшто не станува збор за закана, туку добронамерна сугестија за почитување на законите во Република Македонија. Бидејќи за секое прекршување еден ден ќе се одговара. Писмата кои ви ги доставуваме ги оставаме на шалтерите на институциите, од причина што вие, директорите, не бевте на работните места. Напротив, бевте тргнати по домовите на неготинчани за да ги манипулирате за добивање на гласови. Кога веќе спомнавте подценување на граѓаните, вие, Роза Јаневска, заедно со Наташа Лазова, директорка на јавното комунално предпријатие Комуналец, вие сте луѓето кои се најголеми подценувачи на граѓаните на Неготино. Со каков образ прво ставате подпис на решение за укинување на социјалната помош на голем број граѓани на Неготино, а потоа, без ронка срам и грам совест, ги уценувате истите граѓани да гласаат за ДПМН. Наташа Лазова наплеќа сметки за вода кои се застарени, манипулирајќи ги граѓаните. Истата Наташа оди по куќите на неготинчани во населените места и моли за глас за ДПМН. Госпоđи директорки, џабе ви, народот ве прочита. Народот е желен за промени. Граѓаните кои ги подценувате и манипулирате, во недела ќе го започнат патот на промените, гласајќи за број 3 за Стево Пендаровски. Ви благодарам.